Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добродојдовте во уште едно радио дружење со емисијата Поента и секако со Радио Слободна Македонија. Јас сум професор доктор Тања Каракамишева Јовановска, уредник на емисијата Поента, но и ваш аналитичар секогаш за најновите политички правни случувања во земјата и надвор од неа. Оваа емисија главно ќе биде посветена на постизборниот циркус што се случуваше во Државната изборна комисија неколку дена по завршувањето на гласањето на предвремените парламентарни избори на 11 декември. Но исто така дел од емисијата ќе биде посветена и на поднесените тужби од страна на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН пред Управниот суд по однос на незаконски донесените решенија на Државната изборна комисија. Исто така ќе се осврнеме на состојбите постизборно, посебно на прогласот на ВМРО ДПМН кој го обзнани оваа политичка партија пред неколку дена, а кој дојде како резултат на незаконското работење на дел од членовите на Државната изборна комисија по однос на поднесените приговори, како и за вкупната политичка состојба во државата, посебно за одредени политички процеси кои се провлекуваат во Република Македонија повеќе од 2 години, јас дури би рекла во последните 20 години, но за тоа нешто подолу. Најнапред би сакала да започнам токму со прогласот на ВМРО ДПМН, кој го сметам како политички проглас, како еден сенароден политички проглас во кој што на силен и одлучен начин се крева гласот на оваа политичка партија во знак на одбрана на македонскиот суверенитет, односно независноста на Република Македонија како држава. И овој проглас е дефинитивно браник на македонската демократија, но и браник на македонските национални интереси. Прогласот е глас на сите македонци, оние загрижени македонци кои ги гледаат сите неправди во Република Македонија на политички план, што и како се случува. Глас на сите тие загрижени граѓани на Република Македонија, кои во овие клучни историски моменти за нашата земја чувствуваат дека државата е ставена во замка во која треба да се случи и последниот чин од една поголема стратегија подготвена надвор, а реализирана со внатрешни сили, чин на фалсификување на изборните резултати и на изборната волја на мнозинството граѓани, како еден последен дел од таа стратегија која што е подготвена во кујните на неколку надворешни внатрешни сценаристи. ВМРО ДПМН има обврска како најголема политичка партија во Република Македонија да му предочи на македонскиот народ што се случува во земјата, иако дел од граѓаните се многу свесни за се тоа што се случува, но мислам дека еден дел затаија или еден дел се однесува како да ништо сериозно не се случува. Се добива впечаток дека во изборната кампања на последните парламентарни избори дел од македонците мислеа дека се е ова блеф на Зоран Заев и дека сите овие ветувања се само еден политички адут со цел да може оваа партија да дојде на власт, без при тоа да изанализира многу посериозно што всушност значат предлозите на Зоран Заев и како тие се ќе се одразат на политичката сцена и на политичката иднина на Република Македонија. Но како и да е, ВМРО ДПМН има обврска да му го предочи на македонскиот народ странското замешателство, кое одамна и сериозно излезе од дипломатскиот формат и од надлежностите утврдени во Виенската конвенција за дипломатски односи и секако да укаже дека сето тоа замешателство е спротивно на меѓународните документи, но и на штета на интересите на Република Македонија како држава. Со политичкиот проглас ВМРО ДПМН конечно кажа многу работи кои тиштат нашата држава во последните 2 години, но и многу повеќе од тоа. Како јасно беа дефинирани
сите чекори кои што ВМРО ДПМН планира да ги преземе за да се спречат на тамошните ескалирања на политичката состојба во земјата. Многу добро беше посочено дека на тамошно прифаќање на некои хибридни решенија кои што особено беа прифатени за време на политичката криза, социјално или наводно нејзино надминување, нема да дозволи ВМРО ДПМН, што значи дека тие увидоа дека ништо добро за земјата не се случи со овие хибридни, односно овие увезени решенија од надвор. И токму затоа веле дека во било какви идни преговори или некакви други формати со странски посредници, странски дипломати, ВМРО ДПМН нема намера да учествува, бидејќи според нивните проценки странските олеснувачи и дипломати повеќе ги отежнаа работите во политиката отколку што помогнаа во политичка смисла. Токму затоа во прогласот на ВМРО ДПМН јасно и директно се вели дека оваа партија нема да учествува во никакви идни можни преговори со странски представници и дека работите ќе се решаваат со внатрешни сили и внатрешно знаење, така како што доликува на една организирана држава, а согласно европските стандарди и добри практики. Прогласот на ВМРО ДПМН е повеќе од државнички и покрај тоа што многумина од граѓаните и експертите го оценија како државнички, јас би рекла дека прогласот е многу повеќе од државнички, тој е сенароден. Сенароден проглас за одбрана на интересите на граѓаните на Република Македонија, односно на сите оние граѓани што им мислат добро на државата. Од тука политички редно време е да ги збиеме редовите, редно време е да се организираме во одбрана на вистинската демократија, во одбрана на вистинското владење на правото и во одбрана на вистинското почитување на човековите слободи и права, секако како клучни принципи врз кои што се заснова нашиот уставен поредок, но и како клучни принципи врз кои што се заснова Советот на Европа и Европската Унија. Во едната меѓународна организација веќе сме членка, а во другата сакаме да станеме дел од неа. Од тука прогласот значи глас за враќање на владењето на правото во државата, глас, силен и одлучен глас за правото на државата да се брани од одредени странски и домашни поединци кои сакаат да владеат со нас надвор од изборната и надвор од суверената волја на граѓаните. Со овој проглас ВМРО ДПМН упати јасен повик за така наречена десороизација на Република Македонија, упати силна порака против сите граѓани што повеќе од 20 години работат спротивно на интересите на македонската држава, дека тоа мора да запре, дека тоа ќе запре. Некои македонски граѓани се многу повеќе ставени во служба на странските интереси и политики, отколку во одбрана на македонските национални интереси на државата. И токму тие се гледа во последниве 2,5 години се најрадикалните, најборбените во наводници, во насока да не се почитува волјата на мнозинството граѓани, што го дадоа гласот за ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. И токму овие граѓани кои се сраснати со СДСМ го шират најодвратниот говор на омраза во земјата, по медиумите, по социјалните мрежи, шират различни дезинформации кај странските представници, се со цел уште повеќе да се огрди лицето на Република Македонија и им даваат сосема погрешни информации од терен и прават се да ја уништат Република Македонија во својата унитарна и независна форма. Токму затоа дел од денешната емисија Поента ќе биде посветена и на овие, јас ги нарекувам македонски гюленисти, односно македонски тероризирачи на државата, тероризирачи на македонските граѓани и на правата и слободите на македонските граѓани. Многу често, речиси секојдневно, токму од устата на овие македонски гюленисти излегуваат разноразни дисквалификации за Република Македонија и омаловажување на постојната демократија во земјата, силно изразена омраза и говор на омраза, како и постапки со омраза против сите граѓани кои гласаат и кои веруваат во партијата ВМРО ДПМН. Гледаме дека се почесто и се подрско се закануваат со убиства на председателот на ВМРО ДПМН. Гледаме дека до тој степен се осоколени да ги тепаат
и малтретираат сите поддржувачи и симпатизери на ВМРО ДПМН, па дури и поддржувачи на Република Македонија како независна држава. Секојдневно сме сведоци на вистинска режимска, на вистинска тоталитарна и фашистичка политика, што ја спроведуваат дел од поддржувачите на СДСМ, а исто така гледаме од другата страна дека раководството на партијата се нема оградено, ниту пак ги има осудено овие постапки на тепање, овие закани и овој говор на омраза кој што се шири по социјалните мрежи, но и во дел од колумните на медиумските перјаници кои што се под закрила на СДСМ. Гледаме дека раководството на партијата ниту се има оградено, ниту ги има повикано поддржувачите да се смират, да престанат со овие форми на насилство и деструкција и да ги, би рекла, превоспитаат овие поддржувачи, дека на ваков начин никаде нема да дојдеме и дека нема да може да се биде лесно да се помине оваа политичка криза доколку се шири и натаму говорот на омраза и доколку се шират и натаму ваквите деструктивни активности во државата. Напротив, не само што гледаме дека раководството на партијата се нема оградено од овие деструктивни активности, се добива впечаток дека раководството на СДСМ како уште повеќе да ги хушка и како уште повеќе да ги храбри овие хулигани да продолжат со антидемократските активности, но и да продолжат со говорот на омраза. Интересно е што токму тие се најгласните критичари на власта и токму овие луѓе кои што ги гледаме секојдневно по медиумите, по социјалните мрежи, по интернет порталите, постојано зборуваат дека Република Македонија е заробена држава од политиката и од политичарите што се на власт. Таа е најчестата изјава која што ја користат овие критичари на власта години и години со ред и ја мантраат по медиумите кај ќе стигнат. И сега на вистина, ако објективно се погледнат работите, можеме да се согласиме со констатацијата дека оваа заробеничка филозофија стана суштествена содржина на битисувањето на нашиот државен и општествен систем. Но која е клучната разлика која што постои меѓу критичарите на против власт од една страна и онаа реалност во која што ние секојдневно живееме? Разликата е во една многу важна додавка која токму овие критичари намерно ја забораваат да ја соопштат на јавноста, поради сопствената заробеничка позиција во која тие се наоѓаат. Оваа позиција е позната како критичари фатени во мрежата на странските замешатели и странските помагатели во наводници. Цената на нивното заробеништво, тие се заробени, не сме ние. Цената на нивното заробеништво и на таковото пајаково хендикепирање на нивните екстремитети и на нивниот ум е многу поголема од онаа што во последно време се врти во јавноста. Станува збор не за 2, туку за 22 години систематско обработување на теренот преку божемна едукација на некакви критичко мислечки граѓани во земјата од страна на неколку познати центри на моќ. Станува збор за повеќе од дводецениско инфицирање на умот и миење на мозоците на генерации и генерации граѓани со разноразни празни фрази и празни флоскули од кои ниту еден човек, обичен граѓанин, нема видено аир. Со овие нивни фрази и флоскули со кои што не бомбардираат повеќе од 20 години, ниту се полни стомакот на македонскиот човек, ниту растат децата на македонските семејства, ниту се создаваат среќни луѓе, ниту пак по дефолт се создаваат или се креираат успешни генерации, ниту пак тие празни фрази и флоскули економски ја развиваат државата, ниту самите по себе носат благодет. Овие фрази и флоскули не оставаат да ни се случува нормална развој на државата и нормално живење во државата. Клучниот предуслов за развој на секоја држава е добра економија, либерализирано предприемништво и големи инвестиции во економско-финансискиот сектор. Овие македонски гюленисти не направија ништо во овие 22-3 години од кога постојат на сцена, не направија ништо да и се случи добро на Македонија во економска смисла, да се уште подобро да се либерализира предприемништвото и да се внесат
инвестиции во Република Македонија во економско-финансискиот сектор. Напротив, тој тренд е, би рекла, сменет со трендот на слевање на огромни износи долари и евра по џебовите и сметките на најгласните и најрадикалните критичари на власта од разноразни сомнителни странски фондови и фондации кои имаат за цел да се измести државата и незиниот економски развој од шините или да излезе надвор од шините со цел комплетно незино дефокусирање од нормалниот пат на развојот. Наместо овие силни инвестиции и финансии да отидеа во полза на сите македонски граѓани, да беа наменети за јакнење на инфраструктурата во земјата која е во полза на сите и во интерес на сите, наместо овие силни финансии да беа наменети за јакнење на економските потенцијали на државата, странските замешатели сесрдно ги насочија истите кон јакнење на своите интереси и кон спроведување на своите политики во Република Македонија. Ги насочија кон градење паралелни структури во земјата, кои полека но сигурно, заедно со луѓето во нив, треба да го започнат процесот на одродување од сопствената татковина. Тие структури паралелни, заедно со луѓето кои што се фатија на орото да ги тераат овие паралелни структури, навистина се одродуваат од сопствената татковина. Се бележи дека им исчезнува патриотското чувство за одбрана и љубов кон сопствената татковина. Започна процесот на демакедонизација и негирање на македонскиот идентитет каде и да се стигне. И им успеа. Видовме дека овој дводеценијски проект имаше голем успех на терен. Проектот одгледа многу граѓани на кои веќе ништо не им значи Република Македонија во оваа форма каква што е. Создаде клонирани интелектуалци кои се грозат од сопствениот народ. Ние видовме што све изнакажаа во овие последни 2,5 години раководството на СДСМ. Го видовме Стево Пендаровски како на председателската кампања зборуваше за македонските граѓани и воопшто за Република Македонија како едно стадо овци. А државата како водач на стадото овци. Ние се изнаслушавме секакви омаловажувачки фрази од страна токму на овие така наречени клонирани интелектуалци кои го мразат сопствениот народ, едноставно не го сакаат сопствениот народ. Токму овој проект создаде граѓани роботи кои работат и зборуваат кога копчето ќе им биде притиснато од нивниот странски налогодавач, создаде структури на кои ништо не им значи, ниту македонски устав, ниту македонски закони, ниту македонски правен поредок, ниту независна и унитарна македонска држава. Едноставно ништо не им значат овие категории. Овој дводеценијски проект, соросоиден проект, создаде граѓани за кои се во државата е нелегитимно, за кои се во државата е лошо и треба да се промени. Создаде лидер на партија Зоран Заев и неговата заменичка Радмила Шекеринска, кои паѓаат буквално во транс и забораваат кои се и што се, штом им прозбори некој странски дипломат или некој странски посредник. Создаде граѓани кои градат култ на едни обични белосветски ебиветровци, кои никој не ги знае и никој не ги познава во нивните држави, ама затоа во нашата држава, во Република Македонија, тие се мали богови. Разноразни шесторазредни потрчковци и кловнови од светот направија врвна политичка и експертска слава во Република Македонија, благодарение на полтронскиот однос на нашите македонски ѓуленисти кон нив. Токму нашиве им дадоа разноразни признанија, разноразни ордени, медали и што ли уште не, заради нивните наводни заслуги во развојот на македонската демократија, цивилното општество и наводно развојот на човековите слободи и права. Вистинска комедија. Овде ќе направам мала пауза за реклами и нормално станете со фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве на назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Продолжувам со македонските ѓуленисти кои ги величаа и глорифицираа луѓето кои не знаат
врвките од чевлите да ги заврзат во машна, а камоли да ни ги заштитат нашите права и слободи или да ни ја штитат, не дај Боже, македонската демократија во земјата. Но, за жал, сведоци сме дека сето тоа се случува. Меѓутоа, мора да се наречат работите со вистински зборови и на вистински начин. Проектот наречен дводецениско соросоидно миење на мозоци искреира многу антимакедонски инсталации во државата, кои мора итно да бидат демонтирани од системот, ако не сакаме да ни се случи обратно, да ни се случи државно демонтирање. Видовме што му се случува на Ердоган, кој е на голема мака како да се справи со ѓуленовата пара држава, која е оставена да се гради во Турција повеќе од 40 години. Ние од прилика им оставаме 20 и кусор години, а замислете дупло. Во Турција повеќе од 40 години Ѓулен ги гради парадржавните инсталации и ги обучува луѓето кои што работат во тие парадржавни инсталации спротивно на интересите на турската држава и турскиот народ. Гледаме што се случува во оваа земја, откако Ердоган одлучно започна контраофанзива и институционално справување со ѓуленистичките структури и инсталации. Но од друга страна го гледаме и контраударот на ѓуленистите, кој се претвори во вистинска терористичка војна во Турција, од која повторно најмногу страда за жал обичното население, обичните граѓани. Од тука заклучокот е следен. Ако сам не си ја работиш бавчата, како што треба, и ако сам не си ставиш заштитни средства од разноразни штетници, штетниците не само што противправно ќе ти ја запоседнат бавчата, туку без срам и усул ќе ти ги изедат сите плодови во неа како да се нивна сопственост. Нараво учење. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, како што знаеше да ја постави урнисаната од политичкиот претходник СДСМ економија на стабилни нозе, во наредниот период ќе треба вистински да се позанимава со изнаоѓање демократски правни практики и решенија за маргинализирање на македонските ѓуленисти во системот. Затворањето на децениските наменски отворени чекмеџиња со кои тие ровареа по институциите на системот е првата и најважна работа која мора веднаш да се случи. Трамповиот план за повторно ревитализирање на успешноста на Америка, како и планот на Путин со така наречената патриотска листа, во која што се ставени сите оние здруженија на граѓани кои го работат спротивно на интересите на руската држава, содржат многу корисни идеи кои може да послужат како воделки за македонските власти. Ветувањето на Доналд Трамп, идниот американски претседател, се извинувам, дека официјалната американска администрација повеќе нема да се меша во внатрешните работи на државите во светот, е една голема надеж, но и голем ветер во грб на сите власти во земјата и во регионот, да го започнат овој долго очекуван процес на расчистување на парадржавните институции и инсталации во системот, со цел повторно заживување на вистинската демократија, повторно заживување на изворната суштина на принципот на владењето на правото, како и на враќањето на вистинската суштина на заштитата на човековите слободи и права. Македонците точно знаат што е демократија и како демократијата се реализира и се остварува. Ова што ни го сервираат македонските ѓуленисти е се само не демократија. Тие успеа со својата дрскост и безобразност да ни продаваат класична режимска вистина како демократија. Да ни продаваат класична анархија во убаво украсено демократско пакување. Видовме како изгледа нивната демократија во наводници, изградена на еден единствен постулат. Или си со нас и веруваш во нашите лаги, или ке те нема. Тоа е нивното демократско мото. Или ке веруваш во нашите изборни дубари, изборни измами, подкупи, фалсификати, или ке те оставиме без уста и без очи. Истото важи и за владењето на правото. Според македонските ѓуленисти, или ке веруваш во нивното право и во нивните толкувања на законите и на уставот, или ке те набијат на кол. Истото и со почитувањето на човековите права. Или ке веруваш во она што тие го нудат како човекови права и слободи, а не она што меѓународното и европското право го велат за човековите слободи и права.
или ќе одбереш удбашки суд во кој лидерот на партијата и неговите душници ќе те тужат и ќе те судат истовремено. Или ќе одлучиш да се ставиш во нивниот така наречен демократски калап, или ќе те суди главниот гюленист, како што тоа сочно и раскезано се изјасни председателот на Државната изборна комисија. Се сеќавате во времето кога го пребројуваа изборниот материјал, како се однесуваше председателот на Државната изборна комисија. Или ќе мислиш како нив и ќе молчиш, или ќе завршиш на ургентен центар, како што завршија неколку подржувачи на ВМРО ДПМН на ургентен центар, а може и во бутал на крај да те сместат. Или ќе биде како што тие кажуваат и како што тие ја сваќаат демократијата, или ќе се случи потоп во државата. Македонските гюленисти, за жал, се распослани насекаде во системот. Во секоја пора од општеството. Ги видовме во Државната изборна комисија, ги видовме во специјалното јавно обвинителство, ги гледаме по универзитетите, по факултетите, буквално во сите институции, установи и органи. Државата стана заробеник на нивните заробени умови. Македонските граѓани станаа двојни заробеници. Од една страна, заробеници на дрскоста и празнотијата на умот на овие гюленисти, македонски, а од друга страна, македонските граѓани станаа заробеници на неефикасноста и неодлучноста на државните органи силно да се справат со овие парадржавни структури и парадржавни инсталации. Качувањето на кровот на полицискиот джип од страна на полицискиот началник на Куманово, поставен од Оливер Спасовски, е вистинската символика што сакаат да ни ја демонстрираат овие македонски гюленисти. Дека тие буквално не афирмаат Република Македонија, дека се спремни да се качат на глава, на кров на Република Македонија и да едноставно се ја тераат својата зацртана агенда. Тие за нив ништо не значат македонските органи и македонските институции. Она што го гледавме во изборната кампања, масовниот подкуп на најсиромашните категории граѓани, од разни сомнителни странски извори на пари од Саудиска Арабија и од други држави на Блискиот Исток, со цел да се изврши влијание врз волјата, изборната волја на тие граѓани, е уште еден доказ дека овие луѓе ниту фирмаат право, ниту фирмаат закони, а уште пострашно, тие не се ни плашат од законите и од кривичниот законник на Република Македонија. Се она што е казниво според домашното, според меѓународното и европското право, тие го употребија како нормално во изборната кампања, но и многу порано од изборната кампања. Според некои неофицијални информации, подкупот на граѓаните се случувал дури 6 месеци и повеќе месеци пред да се случат изборите, што значи дека се работела за една систематска операција во која биле инволвирани многу луѓе. Постизборниот циркус што се случуваше во Државната изборна комисија, каде што некои членови избришаа под со изборниот законник, избришаа под со правото и со правдата, е уште една опомена дека македонските гюленисти ставаат дополнителни крилја, стануваат уште поарогантни, уште побезобразни и уште подрски од кога било претходно. Токму затоа, за да не биде предоцна, прогласот на ВМРО ДПМН ќе мора теренски и институционално да се операционализира до детали. Сега и веднаш. Овде правиме мала пауза за реклами, одиме со една музичка numera и нормално назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Останете со емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве неповторно назад во студиото. Сега се враќаме на работата на Државната изборна комисија, на се она што се случуваше неколку дена во Државната изборна комисија, но и пред неа. Дел од членовите на ДИК навистина го покажа на дело правното дно. Дното под кое што не може, предпоставувам, да оди повеќе правото. Реков предходно дека избришаа под со изборниот законник и со правото на Република Македонија. Дел од членовите на Државната изборна комисија
кое што согласно изборниот законник треба да работи во согласност со тој изборен законник, воопшто не ги почитуваа одредбите од изборниот законник. Конкретно, член 31, каде што се вели дека Државната изборна комисија е орган кој е задолжен да се грижи за законитоста во подготовката и спроведувањето на изборите, како и да врши надзор над работата на изборните органи. Видовме дека не само што Државната изборна комисија не беше на висината на задачата што е доделена во изборниот законник, туку како што видовме изминатите денови беше орган што прв и најдрско ги прекрши изборните правила. Дел од членовите на Државната изборна комисија ги прекршија правилата и во делот на формално правното, но и во делот на материјално правното одлучување. Најнапред дозволи да одлучи по приговори од подносител на листа на партијата БЕСА, кои истите не беа подпишани од страна на овластениот представник, што е суштинска повреда на материјалното право, но и повреда од формално правен аспект на одредбите на изборниот законник, како и на подзаконските акти што ги носи Државната изборна комисија. Исто така, дозволи да се одлучува по приговори од подносителот на листа што не е подпишан на самиот приговор. Имено, согласно член 147 став 1 алинеја 2 од изборниот законник, се вели дека секој приговор се поднесува во писмена форма и задолжително содржи име, презиме и подпис на подносителот на приговорот, односно на овластениот представник. Со оглед дека на приговорот на БЕСА не бил подпишан овластениот представник, Државната изборна комисија не требаше да се впушта во материјално правна расправа по приговорот, туку требаше да го отфрли приговорот како неуреден, односно како приговор со формално правен недостаток. Но Државната изборна комисија тоа не го стори и навлезе во материјална расправа по приговорот, со што го повреди изборниот законник. Втората формално правна недоследност што ја направи Државната изборна комисија е што ги прекрши законските рокови за постапување по приговори, па наместо работата да ја заврши во рок од 48 часа, како што вели изборниот законник, тоа го стори 2 дена по законскиот рок, што е незаконско работење на Државната изборна комисија пар екселанс. Имено, одлуката на Државната изборна комисија е донесена спротивно на член 148 став 3 од изборниот законник, бидејќи истата е донесена по истекот на рокот од 48 часа утврден во изборниот законник. Она што можеме да заклучиме е дека решенијата кои што беа донесени од страна на Државната изборна комисија се незаконски, поради повреди од формално правен аспект на одредбите на изборниот законник, но и нивните подзаконски акти, пред се правилникот, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба, како и погрешна примена на материјалното право. Имено, она што е исто така многу важно е дека не само изборниот законник, туку и правилникот за начинот и постапката за решавање на приговори во врска со посочената одредба од изборниот законник јасно укажува на задолжителноста овластениот представник да се подпише на приговорот, што во конкретниот случај не е сторено, поради што Државната изборна комисија била должна, како што кажав, истиот да го отфрли како неуреден. Но таа се впушти во материјална расправа. Ова значи дека согласно цитираната одредба од изборниот законник, овластениот представник на подносителот на листата, кој што треба да го представува подносителот на листа во целиот тек на изборниот процес, фактички доставил неуреден приговор и оттаму не може да има активна легитимација во процесот на одлучување во Државната изборна комисија, бидејќи не само што не постапил согласно изборниот законник, туку ги прекршил и правилата на Државната изборна комисија содржани во нивниот подзаконски акт. И сега идеме во делот на материјално правното работење, бидејќи сите овие забелешки претходно се забелешки од формално правен аспект. Самото решение кое што е донесено од страна на Државната изборна комисија е спротивно на членот 151 став 1 од изборниот законник, во кој што се предвидува дека Државната изборна комисија
има право да го поништи гласањето на оспореното гласачко место, додека со решението Државната изборна комисија ги поништила резултатите од гласањето на тоа гласачко место, што значи дека погрешно донела погрешно решение. ДИК нема право да ги поништи резултатите од гласањето, туку има право да го поништи гласањето на оспореното гласачко место, што се две различни правни работи. На овој начин самата изрека во утоженото решение е во спротивно со одредбите на изборниот законник. Инаку при донесување на самото решение, особено во постапката за разгледување и одлучување по приговори од страна на Државната изборна комисија, сторени се исто така повеќе процесни повреди на одредбите на изборниот законник, но и правилникот на Државната изборна комисија за начинот и постапката на решавање по приговори. Имено согласно член 30 став 2 од правилникот на Државната изборна комисија, членовите на ДИК се единствено надлежни да одлучуваат за преземање на действија во постапката, за испитување на приложени докази, како и да одлучуваат по поднесени приговори согласно член 31 став 2 и точки 34а и 34в од изборниот законник. Имено согласно член 34 од правилникот, кога од приложените докази постои причина за сомнение дека настанала повреда наведена во приговорот, Државната изборна комисија може да одлучи да побара и да испитува докази кои што се во согласно со член 31 од изборниот законник. Во тој член 31 се вели дека Државната изборна комисија има право на увид во изборниот материјал и во други докази. Но право на увид не значи право на поведување и истрага, како што тоа го направи Државната изборна комисија. Бидејќи замислете да е стандардна пракса да се спроведува истрага во Државната изборна комисија. Тие дел од членовите се поставија дури во улога на судии, па водеа истрага, па судеа и така натаму, што доведе до еден вистински циркус и на вистинска пародија во Државната изборна комисија. Неслучајно во изборниот законник се вели дека ДИК има право на увид во изборниот материјал. Вршење увид значи разгледување на изборниот материјал, но не и поведување на постапка за спроведување на сите оние докази кои што ги наметна Државната изборна комисија како нужност. Да се потсетиме дека во постапката на разгледување на приговорот од страна на Државната изборна комисија е изведен како доказ сослушување на сведок, поточно сослушување на лицето Фатиме Сулејмани од Гостивар, зашто Државната изборна комисија не само што не разговараше, дискутираше и така натаму, туку и не ни донесе одлука ваквото лице да биде изведено како доказ нели во постапката, што исто така не е дозволено. Значи не само што и да имаше донесена одлука Државната изборна комисија, сослушувањето на лице донесено во Државната изборна комисија не смееше да се случи од страна на членовите на Државната изборна комисија, бидејќи тоа не е нивна надлежност, не е нивна ингеренција утврдена во изборниот законник. Но овој сведок беше донесен, интересно, од страна на овластениот представник на СДСМ, а пазете, се одлучува по приговор на БЕСА. Од тука може да се види колку БЕСА и СДСМ беа во тесна координација и комуникација, што работеа дури еден за друг, во интерес на еден за друг. Така што беше донесена Фатиме Сулејмани да дава исказ, односно да биде сведок во самата постапка пред Државна изборна комисија. И она што беше интересно е што самиот овластен представник на партијата БЕСА воопшто не беше присутен во салата каде што се одржуваше седницата на Државната изборна комисија и каде што се сослушуваше лицето Фатиме Сулејмани, што исто така повреда од формално правен карактер. Иако од страна на дел од членовите на Државната изборна комисија беше укажано дека за изведување на овој доказ не е донесена формална одлука на ДИК, и покрај тоа што пак ќе кажам, и да беше донесена формална одлука ваквото процедурално истражно действие не треба да го врши Државната изборна комисија, сепак председателот на ДИК одлучи дозволи нејзино сослушување, што е спротивно на одредбите на изборниот законник и на правилникот за работа на ДИК. Понатаму,
Исто така, следна повреда на дел од членовите на ДИК е што дозволија графолошко вештачење на потписот на овој сведок, односно на лицето Фатиме Сулемани, без при тоа да биде издадена наредба за вештачење и без претходно да се определи начинот на кој ќе се врши ова вештачење. Од тука самиот вешт наод и мислењето на вештото лице дадено во постапката и изведено како доказ во постапка пред Државна изборна комисија е во цело спорно како од формално правен, така и од материјален аспект, но и по однос на резултатите од истото тоа вештачење. Овде ќе правиме мала пауза за реклами и останете со крајот на емисијата Поента, каде што ќе ги детализираме уште еднаш аргументите кои одат во прилог на ВМРО ДПМН, односно контра работата на Државната изборна комисија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, застанавме во делот на вештото лице, вештачењето и слично. Државната изборна комисија не само што нема право да спроведува вештачење и воопшто да одлучува кое вешто лице ќе биде земено за графолошко испитување на потписот на гласачката, туку го повредила Државната изборна комисија, дури отишла надвор од своите ингеренции, но и надвор од она што го предвидува законот за вештачење. Па веќе кога одлучила да си ги проширува своите ингеренции, добро ќе беше да го дзирне законот за вештачење, каде што таксативно се наведува кој може да спроведе вештачење во Република Македонија. Такво вештачење може да врши само високообразовна установа, стручна и научна установа. Потоа може да врши трговец поединец, вештак, основен согласно Законот за трговски друштва, кој има вработено најмалку едно лице со лиценца за вештачење, и трговско друштво регистрирано согласно Законот за трговски друштва, кој има вработено најмалку 2 лица со лиценци. Да биде пародијата поголема, вештото лице кое што е избрано од страна на Државна изборна комисија е вработено во Адем Непсо Скопје. Понатака, околу самото графолошко вештачење. Тоа беше извршено во раните утренски часови, без присуство на овластени представници на политичките партии кои имаат правен интерес да бидат присутни при вештачењето, што создава сомнеж како во однос на околностите по кои што е извршено вештачењето, така и во однос на начинот на кој што истото е извршено. Имено во текот на постапката за разгледување и одлучување по приговорот, како доказ беше изведено и сослушување во својство на сведоци на членовите на избирачкиот одбор од сега спорното избирачко место. Во текот на сослушувањето на членовите на избирачкиот одбор, сите членови без исклучок потврдија дека во текот на денот на ова избирачко место во предпладневните часови гласањето се одвивало без никакви нерегуларности, што може да се утврди од записникот за гласање и за резултати на тоа гласачко место. Исто така, кај лицето Фатиме Сулемани е пронајдено при проверка со УВ ламба од страна на член на избирачкиот одбор, е констатирано дека ова лице веќе гласало, бидејќи се најдени траги на палецот, каде што се прска УВ спрејот. Така што при ваквата констатација, која произлезе од сослушувањето на членовите на избирачкиот одбор, Државната изборна комисија наместо да поклони верба на изјавите на членовите на избирачкиот одбор, што се дел од изборната администрација во Република Македонија, целосно ги игнорира таквите нивни изјави и дава верба само на графолошкото вештачење на потписот на Фатиме Сулемани, што е спротивно на Законот за вештачење, но и спротивно на изборниот законник. Исто така, она што Државната изборна комисија не смееше да го направи, а го направи, е што не успеа да ги оддели постапката за заштита на личното индивидуално избирачко право од една страна и постапка за гласање, односно за утврдување, сумирање и утврдување на резултати од гласањето. Ако лицето Фатиме Сулемани имала проблем да си го оствари своето лично избирачко право, таа имала право да поднесе, да стави забелешка во дневникот на работа на избирачкиот одбор и исто така имала право да поднесе приговор до Општинската изборна комисија дека едноставно не можела да си го оствари своето избирачко право, и тоа е таа постапка за заштита на индивидуално избирачко право, што е сосема различно од ова по кој што се водел приговорот до Државната изборна комисија. Државната изборна комисија
без одлагање требаше да одлучи по приговорот на лицето доколку е доставен или од страна на заинтересираното лице и како што имало досегашна пракса да му се овозможи гласање. Но тоа видовме дека не се случи. Фатима Сулемани воопшто не поднела приговор до Државната изборна комисија, што значи дека рокот кој што го имала 12 часа за истото да го заштити избирачкото право го прекршила, односно го повредила. Така што Државната изборна комисија воопшто не требаше да се впушти во разгледување на овој приговор, а уште повеќе во сослушување на овој сведок или давање на изјава на ова лице, како и да бидејќи самиот тој глас на Фатима Сулемани не влијае врз конечниот резултат изборен во тоа гласачко место. Така што се работи за две сосема различни постапки кои очигледно Државната изборна комисија ги измеша со цел да направи политичка пародија. Инаку во изборниот законник стои дека ако едно лице, односно лица гласале за други лица, тогаш може да се донесе решение за поништување на гласачкото место. Меѓутоа во овој случај лицето Фатима Сулемани воопшто не гласала, што значи дека не гласала во име и за сметка на некои други лица, како што е инкриминирано во изборниот законник, што значи дека немаме повреда на изборниот законник во делот да може да се врз основа на таа повреда да се бара поништување на гласачко место. Инаку други вака по-големи бисери на Државната изборна комисија се и тоа што не само што Државната изборна комисија работеше спротивно на изборниот законник и спротивно на своите подзаконски акти кои таа самата ги донела, туку и што самиот правилник за работа на Државната изборна комисија е надвор од изборниот законник, што значи таа донела противзаконски правилник за кое нешто треба да се одлучи Уставниот суд, да одлучи дека правилникот за начинот и работа на Државната изборна комисија е спротивен на изборниот законник и како таков да се поништи во некоја идна процедура во постапка пред Уставен суд. Тука мислам дека веќе немаме време, треба да ја финализираме емисијата Поента. Останува само толку да кажам дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник на емисијата Поента е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Денес е 20 декември 2016 година и емисијата Поента е во продукција на Радио Слободна Македонија. Вам ви посакувам добро попладне, уживајте во овие предпразнични и празнични денови и се надевам на подобри вести наредниот вторник во истото време, редовниот термин на емисијата Поента од 17 до 18 часот. До тогаш останете ми во добро здравје и добро расположение. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.